Good evening. This is Peter Bartkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечервак имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Четврток, 4 декември, воведение на Пресвета Богородица во храмот Пречиста. Службата од 9 сатот сабајлето. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручеко. Сите заинтересирани јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Имаме уште 3 вторници, ручек на 4, на 11 и на 17. После имаме одмор за 1 месец. Ќе најавиме за следниот ручек во јануари. Нешто за школото и за играрната група. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овие танцови. Дојдете секоја среда од 5 сатот после пладне во нашиот македонски културен центар на 14 School Street, Бротмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура, воздигнете го богатството и наследството на Македонија, а потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели. Изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе во заеднички интереси со сите присутни.
Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и пошироко. Четврто, научете нови ора и начин како да се приклучите во свадби, прослави и гранки во македонската заедница преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти, вклучувајќи ги и најмладите деца, млади и возрастни, сите сте добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5 сатот после пладне во нашиот македонски културен центар во Нјукастел. За повеќе информации обратете се на Facebook страницата на македонската заедница Нјукастел. Исто така да најавиме дека се одржува нова година овде во нашиот македонски културен центар и тоа среда на 31 декември. Имаме одлична музичка група од Сидне под наслов Љубов за музика. Куњата ќе работи со разни јадења и барот со алкохолни и безалкохолни пијалоци. Цената за сето ова вечер е $50 со мезе. Сите заинтересирани, јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073 да си обезбедите маса со вашите најблиски. Нешто да проследиме од вестите. Мицковски, тој вели, Коцевски имаше можност и шанса, за жал не ги искористи. Аргументите јавноста ги гледа. Јавноста сведочи за неговата работа, за работата на обвинителството, на судовите. Повторно ќе кажам на Малкумина. За жал и тој е заробник меѓу Малкумината на обвинителството. Имаше можност, имаше шанса, за жал не ги искористи, истакна Мицковски. Не очекувавме од јавниот обвинител да каже да. Виновен сум, не успеав во својата работа, истакнува премиерот Христијан Мицковски како одговор на новинарско прашање по изјавите на Љупчо Коцевски дека одлуката за негово разрешување е политичка. Тоа го кажува е очекувано. Аргументите јавноста ги гледа, јавноста сведочи за неговата работа, за работата на обвинителството, на судовите, но не ги искористи. А сега да проследиме нешто и за празникот Пречиста. Воведение на Пресвета Богородица во храмот Пречиста. Кога на Пресвета Дева Марија и се навршиле 3 години од раѓањето, незините свети родители Јохаим и Ана ја довеле од Назерот во Ерусалим за да ја предадат на Бога на служба според своето предходно ветување. 3 дена пат има од Харзет до Ерусалим, но одејќи на богоугодно дело, тој пат не им бил тежок. Се собрали многу роднини на Јохаким и на Ана за да земат учество во ова свеченост, во која невидливо зели учество и ангелите Божји. Напред оделе девиците со запалени свеќи во рацете, па потоа Пресвета Дева, водена од едната страна од својот татко, а од другата од мајката. Дева била украсена со прекрасни царски облеки и украси, како што и прилега на царска ќерка, на невеста Божја. По нив оделе многу роднини и пријатели, сите со запалени свеќи. Пред храмот имало 15 скали. Родителите ја подигнале Дева на првата скала, а потоа таа самата брзо се искачила до врвот каде што ја пресретнал првосвештеникот Захари, таткото на свети Јован Претеча. Кога тој ја зел во своите раце, ја вовел на храмот тука и во светињата над светиите, во која никој никогаш не влегувал освен архиерот, и тоа еднаш годишно. Свети Теофилкал Охридски вели дека Захари бил надвор од себе и бил од Бога одземен. Кога ја вовел Дева во најсветлото место во храмот, зад долгата завеса, инаку таа постапка негова не би можела да се објасни. Тогаш родителите пренесле жртва на Бога. Според законот примиле благослов од свештеникот и се вратиле во својот дом, а Пресвета Дева останала при храмот. И таа престојувала во храмот полни 9 години, додека и биле живи родителите, честопати ја посетувале, а посебно блажената Ана.
Кога пак нејзините родители биле од Бога повикани од својот свет, Пресвета Дева останала како сираче и никако не сакала до својата смрт да се оддалечува од храмот, ниту да стапува во брак. Бидејќи тоа било спротивно на законот и на обичаите на Израилот, по навршувањето на 12 година ја дале на Свети Јосиф, роднина на Хазарет, како свршеница да живее во девственост, така што и својата желба ја исполнила и приведно законот го задоволила. Зашто во тоа време не се знаело во Израилот за девојки заветени на детство до крајот на животот. Пресвета Дева Марија била прва така доживотно заветена девојка и потоа следувале во Христовата црква илјади и илјади девственици и девственици. Sokol trgnao da se prošeta niz gorna reka, more da gi vidi gdje u glavini sela i planini. Pesni
starí, dušmani kleti, srce i kina, duša i vada. Gospod Bog je se moj kjer, vo nego se krsti me, samo to je čaredo, majko Makedonijo. Gospod Bog je se moj kjer, samo toj ke pomogne, mi je Makedonci te, zemlja da sočuva me. Milosta Božja rodeni treba, doznala majka što i se sprema, vo beli kući pišale knjigi, zada jasnema zemljava naša. Bog je se moj kjer, vo nego se krsti me, samo to je čaredo, majko Makedonijo. Gospod Bog je se moj kjer, samo to je ke pomogne, mi je Makedonci te, zemlja da sočuva me. Bog je se moj kjer, vo nego se krsti me, samo to je čaredo, majko Makedonijo. Gospod Bog je se moj kjer, samo to je ke pomogne, mi je Makedonci te, zemlja da sočuva me. Jedan bisere, grlo ke ti zakitam i od bela meka svila, ljubav ke ti obležam. Of, of, aman, aman, lenče brede iše, ljubav bela meka svila, ubavu ti prilega. Ej, morile
crno kodejče, Gerdan kupив biseren, a zaruba bela svilena i meka, jaske odam lenče ako treba, durgo soluna. Ej moli lenče, crno kodejče, Gerdan kupив biseren, a zaruba bela svilena i meka, jaske odam lenče ako treba, durgo soluna. Ej mori lenče, crno kodejče, Gerdan kupив biseren, a zaruba bela svilena i meka, jaske odam lenče ako treba, durgo soluna. Ej mori lenče, crno kodejče, Gerdan kupив biseren, a zaruba bela svilena i meka, jaske odam lenče ako treba, durgo soluna. Jaske odam lenče ako treba, durgo soluna. Lična moma ubava, pokraj voda studena, lice togo miješe, ladna voda piješe. Tuka mi na momčeto, sokončeto, sedna da si odmori, a mi tivko prozbori. Tuka mi na momčeto, sokončeto, sedna da si odmori, a mi tivko prozbori. Ej ti vodo studena, da mi je sudena, tamo ma ubava, merak moj nadušava. Ej ti vodo studena, da mi je sudena, tamo ma ubava, merak moj nadušava. Moma ubava, merak vdušava. Тогаш придемо мето, муго даде 100 мето, вода да се напие, седа да го попие. Момче вели говори, милно и проговори, не го сакам 100 мето, си го сакам момето. Момче вели говори, милно и проговори, не го сакам 100 мето, си го сакам момето. Ej ti vodo studena, da mi je sudena, tamo ma ubava, merak moj nadušava. Ej ti vodo studena, da mi je sudena,
Да го проследиме уште една соопштението од свештеникот Пецо Петровски. Четврток, 4 декември, воведение на Пресвета Богородица во храмот Пречиста. Службата од 9 сатот сабајлето. Манастирот посветен на Света Богородица Пречиста, или позната како Кичевска, представува духовен центар на Кичево и регионот. Се наоѓа јужно од Кичево во општина Другово, на падините на планината Џоџас, надморска височина од 920 метра. До него се стигнува кога излегувате од Кичево и одите јужно по магистралниот пат кон Битола и Охрид, на 5 километри јужно од градот. Манастирот е познат и како Крнински манастир, кој името го добил според селото Крнино, иако писмен запис за ова село нема, кое денес не постои. За неговото настанување е врзана доста интересна легенда, која во иста содржина се среќава за уште еден близок манастир. Самиот Бог го одредил местото за зидање на новиот манастирски комплекс. Легендата вели дека на местото на кое жителите од околните села одлучиле да градат манастир, оставиле икона да преноќи, но утрото кога дошле да започна со работа, иконата ја немало. Ја барале долго време, се додека не ја нашле крај еден извор. Потоа повторно ја вратиле на старото место. Но утредента се случило повторно исто. Иконата во огнен пламен прелетувала и доаѓала на изворот. Како Божји знак, одлучиле наместо на првичното место манастирот да го изградат токму над изворот. И денес тој извор постои во манастирска црква, како и самата света сребрена икона посветена на Богородица, која се чува во еден мал алтар. Манастирот Света Богородица Пречиста е основан во 1316 година и граден до 1320 година. Како негови критерии се јавуваат византиските цареви Андроник II, палеолог, и неговиот совладател Михаил IX, палеолог. Скоро ги видов, сестро, моите мили внучиња, во нив тебе јас те познав како малечка. Од очи солза капна, до срце ме изгоре, твојта рожба не ме позна, не ми прозборе. Сестро, мила сестро, грешки да си прости ме, зарем вака, брат без сестра, ке живееме. Ајде сестро, мила сестро, грешки да си прости ме, зарем вака, брат без сестра, ке живееме. Дали памтиш, сестро мила, какво детство имавме, арно и лошо ние сложно делевме. В недела дома дојди, после толку години, јас за тебе прошка имам и ти прости ми. Ајде сестро, мила сестро, грешки да си прости ме, зарем вака, брат без сестра, ке живееме. Ајде сестро, мила сестро,
sestra ke živeme. Ajde sestro, mila sestro, greški dan si prosti me. Zarem vaka, brat bez sestra ke živeme. Zarem vaka, brat bez sestra ke živeme. Pozdrav ti braćan, drugar star, daleko od roden kraj. Pamtiš li što zboruvavme, koga se zboguvavme, kolku ja ljube bijana, kolku bez reke soneja. Sakavme da se zemljime, jaš pojdo se razdelime. Druga ljubov ne sakam, druga da ljubav ne možam. Ostana sam od tugina, ostana sam bez biljana. Druga ljubov ne sakam, druga da ljubav ne možam. Ostana sam od tugina, ostana sam bez biljana. Jedno celo toplo leto, bezmerno se ljubevme. Brgu dojde rana jesen, žalno se razdelivme. Zajedno so pticite, let nad gone poznat kraj. Ljubov misli taki moj, soneja mi ostanaja. Druga ljubov ne sakam, druga da ljubav ne možam. Ostana sam pod tugina, ostana sam bez biljana. Druga ljubov ne sakam, druga da ljubav ne možam. Ostana sam pod tugina, ostana sam bez biljana. Pismo ti braćan, drugar star, daleko od roden kraj. Pamtiš li što zboruvavme, koga se zboguvavme, kolku ja ljube biljana, kolku bez reke soneja. Sakak da se zemljime, jaš pojdo se razdelime. Druga ljubov ne sakam, druga da ljubav ne možam. Ostana sam od tugina, ostana sam bez biljana. Druga ljubov ne sakam, druga da ljubav ne možam. Ostana sam od tugina, ostana sam bez biljana.
pesnite, kade bi minel nokite, bez tebe i bez pesnite. Ti gi pomniš, ej me ano, site moji noki ne spani i pesnite za neha, ni solzi ispejani. Ti gi pomniš, ej me ano, site moji noki ne spani i pesnite za neha, ni solzi ispejani. Kade bi gi lečel ranite, bolkite i čemerite, kade bi gi čekal mugrite, bez tebe i bez čalgite, kade bi gi čekal mugrite, bez tebe i bez čalgite. Ti gi pomniš, ej me ano, site moji noki ne spani i pesnite za neha, ni solzi ispejani. Ti gi pomniš, ej me ano, site moji noki ne spani i pesnite za neha, ni solzi ispejani. Ti gi pomniš, ej me ano, site moji noki ne spani i pesnite za neha, ni solzi ispejani. Ti gi pomniš, ej me ano, site moji noki ne spani i pesnite za neha, ni solzi ispejani i pesnite za neha, ni solzi ispejani. Мицковски вели: за кратко ќе се знае цената на струјата, што СМ ќе ја понуди на тендер. Денеска најави председателот на владата Христијан Мицковски, кој одговараше на прашањето дали ги добил пресметките за цената на струјата и дали се останува на цената од 62 евра за мегават час или пак ќе се зголеми. Премиерот Мицковски истакна дека ова година тендерот за набавка на струја за домаќинствата ќе биде годишен, а не полугодишен како до сега. Ова година, бидејќи ќе биде годишен, тендерот нема да биде полугодишен, како и до сега цената, која што ќе ја понуди на тендерот СМ
и ќе биде мој предлог на владата, ќе се знае за многу кратко, бидејќи е дел од затворена седница на владата. Така што бидете трпливи, ќе ја дознаете, изјави Мицковски. Инаку, СМ ја достави новата цена на струјата до владата, која треба да одлучи дали предлогот на електрани е прифатлив или пак не е прифатлив. Електричната енергија за домаќинствата СМ ја продава по 62 евра за мегават час. Нешто и за здравјето. Кафето, алкохолот и месото се штетни за бубрезите. Бубрезите се витален дел од човечкото дело, бидејќи тие се одговорни за чистење на токсините во него. Затоа стручњаците препорачуваат да се избегнуваат 5 специфични намирници за да се одржи нормалната работа на бубрезите. Премногу сол е штетно за срцето. Иако солта за разлика од додадениот шеќер е неопходна за здраво функционирање на организмот, бидејќи учествува во повеќе процеси. Прекумерното консумирање сол може да го отпорави срцето поради диуретичното дејство. Се препорачува умерен внес на сол. И црвеното месо треба да се јаде не повеќе од 2-3 пати неделно. Камењата во бубрезите се една од компликациите кои можат да настанат како резултат на претерување со црвено месо. Вештачките заладувачки веќе замена за шеќерот може да доведе до разни компликации, особено за бубрезите. Затоа најдобро е целосно да се избегнуваат преработени сладки. Намелувањето на алкохол е добро и за бубрезите и за црниот дроб. Тоа има бројни придобивки за човечкото тело. Кафето, иако е еден од најпопуларните напитоци во светот, има и своја темна страна. Кафеинот е отров, кој се филтрира преку бубрезите. Иако имате семења историја на бубрежни заболувања, исклучително е битно да избегнувате кафе. Не го чувајте чоколадото во фрижидер. Чувањето чоколад во фрижидер придонесува тоа да придобие лош вкус. Според стручњаците и познавачите, тоа е лошо од неколку причини, пишува порталот Индекс. Имено чоколадото лесно може да ги абсорбира вкусовите на другите намирници во ладилникот, па тоа се чини е главна причина за губење на сладкиот вкус. Промената на бојата е уште еден проблем што се јавува кога влагата во фрижидерот влијае врз шеќерот во чоколадото, која што се јавува на површината и тоа добива бледа боја. Се препорачува чоколадот да се чува на место каде што температурата е меѓу 12 и 18 целзиусови степени. Медот е корисен и здрав за секој дел од човечкото тело. Во антиката медот се сметал за храна на боговите. Поради своите лековити својства се користил за спречување разни болести, а пак египјаните го користеле и во козметиката. Поред своите антибактериски својства, како и фактот дека е полн со антиоксиданси, медот е идеален за зајакнување на имунитетот. Покрај тоа, антиоксидантите во медот се поврзани и со намалена опасност од срцеви заболувања. Ново истражување покажа дека редовната употреба на мед го ограничува зголемувањето на шеќер во крвта и го намалува нивото на холестерол и тиглецириди. Медот може да се комбинира со топло млеко или чај од камилица, што ќе предизвика ослободување на серотинот, што потоа се претвора и во мелатонин, хормонот за квалитетен сон, и овозможува поубаво спиење. Тоа ќе помогне против стресот и го подобрува помнењето. Поради оксидантите, медот е идеален и за чистење на кожата и телото од токсини, како и за проблеми со телесната тежина. Само заменете ги сладките со мед. Така, покрај намалувањето на желбата за сладко, се внесува и хранливи јаглени хидрати, што е корисно, например, при тренинг и вежбање. Нова година. Се одржува Нова година овде во нашиот град, Њукастел, во нашиот македонски културен центар, и тоа во среда на 31 декември.
Ќе имаме одлична музичка група од Сиднеј под наслов Љубов за музика. Исто така куњата ќе работи со богати јадења, а барот со повеќе безалкохолни и алкохолни пијалоци. Цената за ова вечер ќе биде $50 со мезе. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073 да си обезбедите маса. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. После се дава ручеко. Сите заинтересирани јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.